Скопје наскоро ќе биде голема европска сцена на која ќе се сретнат талентот, дисциплината и енергијата на илјадници танчари. Од 21 до 29 септември нашиот главен град ќе биде домаќин на Европското првенство во балет, џез и модерен танц со учество на танчари со од повеќе европски земји. Затоа како се добива организација за едно вакво првенство, колку години однапред се планира истото, што значи да се биде домаќин и што се не очекува во септември, разговараме со човекот кој стои за оваа организација, Трајче Петковски од танцовото студио Break a Leg. Добро утро за тебе, добре ни дојде во нашето студио, во утринската програма на Македонската радио телевизија. Добро утро, ви благодарам за поканата, за прекрасните зборови, поздрав до сите гледачи на МТВ. Па добро стоиш на месец дена скоро пред се. Бога ми, да. Хаосот почнува полека. Тек сега, да. Уште малку и ќе дојдеме точно месец дена пред настанот и тогаш почнуваат сите турбуленции, организацијски ситни работи што треба да се дорешат, но подготвени сме веќе со оглед на искуството кое што го имаме. Така е. Илјадници танчари се очекуваат, многу прашања имаме за Маријана, да ги срочиме некако. Повели, Маријана. Ти благодарам, колега. Дека ќе кажеме Европско првенство за танц во Скопје со илјадници учесници. Колку голем организацијски предизвик е всушност сето тоа за еден организатор, но и за еден град? Огромен предизвик е првенствено бидејќи ќе дојдат огромен број на танчери, сепак 3000 надпреварувачи во рамки на 9 дена, значи многу сериозен протокол, распоред на надпреварување, тоа во тој дел немаме простор ниту за импровизација, ниту да измислуваме топла вода, едноставно се знае точно како се работат сите тие работи, па понатаму има 50 на официјални лица кои што треба да се угостат, суди, супервизори, капитени на репрезентација и така натаму, значи станува збор за многу сериозен проект. Пред се во бекграунд кој што треба да се среди, понатаму доаѓа и главниот настан, односно мора да има сала која што ќе ги задоволи тие стандарди, каде што ќе има доволно гардероби за сите надпреварувачи, простор за загревање, храна, пијалоци и така натаму, значи голем број работи треба да се исполнат за да се добие можност за да се аплицира за ваков тип на настана, понатака и да се обслужат сите. И каде подзаглавивте од сево што го направивте? Капацитети имаме, капацитети имаме, Скопје е главен град, така имаме голем број на хотели кои што може да ги смести сите, имаме супер спортски центар Борис Трајковски, така што не ни е прв пат да организираме голем настан од ваков калибар. Нормално на секој му пристапуваме индивидуално. Голем предизвик е пред се бидејќи се работи за модерен џез и класичен балет, претходно сме работеле хип-хоп, но ова подразбира една нова концепција, ново искуство кое што треба да им го дадеме на надпреварувачите кои што ќе дојдат во Македонија. 2 години однапред е потребно да се аплицира, бар така ми кажа во телефонскиот разговор. Кога всушност започнавте да работите за кандидатурата да бидете нели организатори, односно домаќини? Не, од 4 до 6 години е процесот на апликација. Конкретно за настани кои што треба да се случуваат од 2030 година натаму, сега се аплицира, па понатаму буквално као лицитација за светско првенство во фудбал. Поголем број на организатори се јавуваат и тоа трае. Ги проверуваат сите услови и стандарди кои што се може да се исполнат, нормално аеродроми, можности за транспорт за луѓето, значи голем број на услови се кои што треба да се исполнат и од кога ќе се исполнат, понатаму се оди кон одбирање на еден или двајца организатори кои што се потенцијалните за организација, така што неколку години однапред треба да се знае. Еве, ќе ви споделам еден интересен податок, кој што уште не е официјално објавен. Македонија и Норвешка за следната година ќе организираат заедничко светско првенство во џез и во модерен балет, со тоа што се поделени категориите. Дел ќе биде во Осло, дел ќе биде во Скопје. Тоа е само еден момент за да ви доловам колку е голем процесот за организација. Исто како и во ракометот и во фудбалот, да знаат и земји заеднички да организираат еден настан, така што ете нас и норвежаните ни падна таа чест заеднички да организираме едно првенство.
Ни падна во очи по ова промотивно видео, го гледаме постојано, врти го видовме и едното, има две, нели? Главната улога има и Стефанија Гаштарска, првата македонска балерина, која има настапувано на сцената на Балшој театарот. Каков беше предизвикот да се сними? Идејата да се сними, ни сподели со нас дека го гледавме дека сето тоа е во на пладне во период од денот каде што треба да се стопира одреден сообраќај или некаква работа каде што нели вие снимате, сето тоа верувам дека било голем предизвик. Приказната е навистина интересна, спојката исто така, танец, балерина и така натаму. Верувам дека сте задоволни од сето тоа. Какви се реакциите и впрочем колку сте вие задоволни и малку да ни раскажеш околу снимањето? Самото промотивно видео е искрено за мене магија, се вклопија некако сите коцки. Стефанија е толку добра што неколку месеци го одложивме снимањето на видеото за да може да влезе во форма, да се врати во Македонија. Ги искористивме тие неколку дена додека беше огромна благодарност до неа и покрај сите обврски кои што ги има. Дојде, го снимивме, исклучително професионална и има зошто е, има настапувано и настапува моментално во Русија и настапува во Болшој. Вистински амбасадор наш. Вистински амбасадор. Огромна благодарност и до Александар Јоевски, бидејќи тоа е негова авторска музика. Во моментот кога слушнав песната, знаев дека таа е таа која што треба да биде во промотивното видео за Македонија. Снимател ни е Ненад Смилковиќ, еден генije кој што успеа за половина час снимање на различни локации во Скопје, едно герила снимање, успеавме да направиме едно одлично промотивно видео кое што навистина представува Македонија и она што ние сакаме да го представиме тоа е Скопје, местото каде што елеганцијата се сретнува, се среќава со традицијата. Имаме што да покажеме, имаме супер култура, имаме супер знаменитости, имаме супер традиции, имаме супер храна. И едноставно морам да ви кажам дека сите кои што доаѓаат во Македонија секоја со воодушевување доаѓаат и со воодушевување си одат од Македонија. Браво. Така, што е најважно. Како што велите, ова не е само првенство, ова е Македонија. Токму тоа сакате да го кажете со ова промо видео. Каква е позицијата на македонскиот танц денес во европски рамки? Дали нашите млади танчери може равноправно да се носат со конкуренцијата од големите европски танцови центри? Во одредени... Факт е дека и студиото бележи голем број на успеси, кога е во прашање танцот и многу пехари, многу медали за сите оние кои што се дел токму од Break-a-Leg. Така што, како стоиме? Во танцот, како и во секој спорт, потребно е навистина многу да се инвестира. Не е дека немаме квалитет, имаме одличен квалитет, но се е тоа кампањски со одредени добри генерации или добри индивидуалци, за да имаш добри генерации континуирано, навистина е потребно многу вложување. Иако сите студија се трудат максимално да се дадат и да се посветат на децата, сепак сме малце подоле од танцовите центри и избиднувања во Европа, но со оглед на тоа колку финансиски сме мокни како држава, одлично се носиме, во хип-хопот сме исклучително добри како Македонија. Минатата година имавме финалисти на светско првенство, оваа година Мила Србиновска повторно резултат, 2024 имавме светски првак. Но не сме во сите танцови дисциплини континуирани и во сите генерации, односно ние сме некако као Македонија, така се предодредивме дека децата и јуниорите ни се најдобри, но кога ќе дојде ред во на сениорска категорија, некако тука сме послаби, дали тоа е заради трендовите кои што моментално ни се случуваат со социјални мрежи така натаму, навистина не знам, но и оној пресуден период кога можеби се откажуваат од тоа е или во дискотека или во или кидам во град или кидам на тренинг, тоа е еден си бара време и посветеност како што впрочем тоа го правеле. Без континуитет навистина нема шанси, но танцот дефинитивно расте во Македонија, расте бројот на клубови кои што се занимаваат со танц, расте бројот на членови, расте нормално и квалитетот, не е се така црно. Напротив, оптимисти сме секогаш. Да, кој од црно сега. Но сепак имаме цел, она што е битно не е само да се учествува, туку битно е да се наметнеме како сериозни во однос на квалитетот на танцот и мислам дека сме полека оди, но идеме во добар правец. Значи, конечно почнуваме да го третираме танцот не само како хоби, туку како сериозна спортска, но и уметничка дисциплина.
Па дефинитивно танцовите надпревари во Македонија општо се многу посетени со голем број на надпреварувачи, значи нема танцов настан во Македонија кој што е испод 1500 надпреварувачи, тоа самиот е факт кажува дека се повеќе и повеќе дечиња се занимаваат со танц. Нашата мисија како танцови клубови е децата да останат во спортот, значи без разлика дали се занимаваат со танц, битно е да се занимаваат со било каква спортска активност, бидејќи и текако влијае на нивниот психофизички развој, особено во помладите категории, во помладите возрасти, каде што е многу битен и тој моторички развој, координација, развој на мускулите и така натаму. Имав прилика да бидам водител на едно од вашите, односно на неколку ваши танцови случувања надпревари, така што навистина можам само да потврдам дека атмосферата која што владее таму е фантастична. Ајде да ги поканиме сите оние кои го обожуваат танцот, а и оние кои што ете можеби не знаат што да прават тие септемвриски денови, да дојдат и да бидат дел од ова големо европско случување. Да сумираме 21. Да сумираме која е она најголема порака што сакаме да ја пратиме ние како организатори, како Македонија. Нека дојдат и нека уживаат во танцот. Спомнавте преска дека е голем настан, еден податок ќе ви дадам дека само Полска доаѓа со 900 надпреварувачи, Словенија доаѓа со 560, што доволно кажува, колку е квалитетен. Некако слично ќе биде како Денсов. На многу повисоко ниво. Со луѓе и со... Да, така? Да. Огромна маса на луѓе, ние веќе хотелите... Значи, ако беше тоа проба, сега сме веќе... ова веќе е вистинската работа, така што нека дојдат, нека уживаат во танцовите перформанси, бидејќи од 21 до 29 има што да се види од класичен балет до модерен, до джез, од 9 наутро до 19 часот навечер, секој ден 9 дена. И само да кажеме да бидеме добри домакини, посебно во главниот град, нели? Верувам многу луѓе ќе циркулираат во градот, па така што да се покажеме како домакини. Скопје е прекрасно во септември, така што не се ни сомнем дека ќе си поминат странците убаво, нашите се секогаш гостопримливи, а тоа им е и најпривлечно на гостите кои што доаѓаат во Македонија, нашата љубезност, нашата гостопримливост, култура и нормално нашата кујна. Трајче, ти благодарам многу за одвоеното време, ти посакувам успешен настан секако и да се видиме повторно каде што ќе зборуваме за некое ново големо танцово случување кај. И пред настанот ќе се видиме, сега сакавме вака додека си уште рад да те фатиме со разговор, бидејќи почнува нели хаосот организацијски. Се ближи денот.